Меѓутоа, дел од експертската јавност предупредува дека на овој начин може да се прекршат човековите права на луѓето кои веќе ја одлежале казната за стореното дело. Тие велат дека треба да се превземат странските искуства за Македонија да не добие тужби пред Судот за човекови права во Страсбур. Точно е дека превенцијата е потребна. Точно е дека треба да се работи на она што значи превенирање од таков криминал. Дали таа работа е доволна од страна на институциите, мислам дека немаме толку време да можеме тоа да го елаборираме. Во секој случај, секој чекор што се превзема, треба да биде чекор кој што е во согласност со националните и со меѓународните стандарди. Овој предлог закон, за кој што се дебатира малце повеќе и во јавноста, опфаќа поголем број на дела од кривичната област врзани за педофилијата и врзани за сексуалната злоупотреба на малолетните лица. Малце е чудно што еден сегмент или едно кривично дело многу познато и во претходните, да кажам, состојби и сега и е дело кое што постојано е присутно како криминоген фактор, силувањето, не е земено во предвид. Меѓутоа, тој пропуст да кажеме дека не е проблем и дека може да се надомести. Меѓутоа, за мене е големиот проблем на достапноста на тој регистар. Кој се има право на пристап од една страна и од друга страна заштитата и правото на приватност. Она што јас можам да го кажам е дека постојат неколку предмети пред Европскиот суд за човекови права, каде што токму пристапот до тој јавен регистар бил предмет на испитување и каде што е утврдувано дека има повреда на приватноста. Значи, прашањето за примена на инструменти за заштита на приватноста во овој предлог закон јас лично не можам да го видам. Искуството од другите земји, колку што мене ми е познато, а има неколку такви земји кои што не знам дали изготвувачот на овој предлог ги имал во предвид, тоа е Велика Британија, тоа е Република Ирска, тоа е Франција, на некој начин го третираат овој проблем и ја имаат во предвид заштитата на таа приватност. Значи, тие регистри не се така јавни и тие регистри се достапни на оние кои што треба во крајна линија да ја вршат таа превенција. Намерата и целта на овој закон, ако е да и родителите или пошироката јавност знае за постоење на такви лица кои што се осудени за такви кривични дела, не е во согласност со она што значи државна или обврска на државата во превенирање. Тоа е сознание. Тие сознанија можат на друг начин да се добијат и нормално дека родителите во обавување на својата родителска обврска треба да водат сметка. Меѓутоа, секое право на некој начин е врзано со право на друг. Балансот на тие права е нешто кое што треба да се има во предвид и таа пропорционалност со примена на соодветни инструменти е нешто кое што треба да се има во предвид кога ќе се носи овој закон во делот на она што значи приватност. Ваков регистар постои во повеќе светски земји. Најслободна е во Америка, каде секој може да види дали во неговото соседство живее некој педофил. Во Франција, например, допир до податоците имаат само надлежните органи. Само една компаративна паралела, баш конкретно околу тој закон, ако може да направиме со другите земји, кои што исто така имаат таков регистар, отсуствува ли нешто кај нас?
Па отсуствува заштитата на таа приватност. Затоа што предлог законот предвидува на некој начин по истекот на изречената казна, како што вели најмалку еднаш годишно до крајот на нивниот живот, да се пријавуваат кај надлежниот судски орган во место каде живеат и престојуваат. Тоа е, да кажам, еден дел кој што не е врзан за пристапот на јавноста до таа ситуација. Меѓутоа, регистарот како таков е проблем. Кој се има пристап до тој регистар? Сега, компаративно, во одредени држави постојат тие инструменти каде што на некој начин ја зачувуваат таа приватност. Значи, не може секој да изврши увид, а може да изврши увид надлежен орган кој што според нормативите е, да кажам, на некој начин обврзан и во превентивата. Едно од основните начела за работа на државните органи е, да кажам, и транспарентност. Значи, токму за да се чуе тоа пошироко мислење на пошироката стручна јавност, потребно е овој проблем малце по-обширно да се гледа, да се види што е мислењето и да се види, ако сакате, и јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права. Тамо во тие неколку предмети точно тоа прашање е разработувано и она што јас постојано го велам е, ние сме во можност да се учиме на туѓите грешки. Да не ги правиме истите грешки кои што некој ги направил и за таа ситуација има пресуда во која што јасно одредено е кажано што представува повреда на приватност. Став за формирањето на регистарот на педофили има и првата детска амбасада Меѓеши. Тие потенцираат дека сега, како и порано, се залагаат за максимални казни за педофилите. Го поздравуваат отварањето на сајтот за пријавување на педофили, но бараат поголемо вклучување на нивната организација во оваа проблематика. Според последниот извештај на СОС телефонот, СОС линијата за деца и млади при првата детска амбасада во светот Меѓеши, значи телефонот е 0800 1 22 22. За 2011 моментално го изготвуваме последниот извештај и може да ви кажеме дека конкретно во врска со овој проблем на прекршување на правата на децата имаме 10 пријави, значи за 10 дечиња станува збор. Всушност 2% од вкупниот број на дојави. Со овој податок доаѓаме до сознание, сметаме дека децата се уште се плашат да зборуваат за овој проблем, поготово посебно кога станува збор за сексуална злоупотреба во нивниот дом од страна на нивните родители или од страна на некои нивни блиски, како што сме сведоци во последниот период има доста дојави и во училиштата од страна од одговорните лица за овие деца. Токму затоа сакаме да ги охрабриме децата да се пројават и да го пријават насилството, затоа што само на тој начин може и да се делува. Во однос на нашата досегашна пракса со ваквите проблеми ни покажува дека сторителите на ваквите кривични дела многу често го повторуваат делото и подлежувањето на казната. Токму затоа сметаме дека треба да се работи повеќе на не само на казнување на сторителот, него и негова ресоциализација. Значи работа со сторителите, со стручни лица, значи психотерапевти, психијатри, кои што постојано ќе ги следат сторителите на ваквите дела и сметаме дека државата треба да воведе систем за следење на лицата кои што направиле вакво кривично дело со цел да се делува превентивно за да не се повторуваат ваквите случаи. Во однос на казнувањето на сторителите на ваквите дела, сметаме дека Меѓеши смета дека поддржува доживотна казна на затвор, посебно за оние сторители кои што го извршиле делото на посебно громорозен начин или го повторуваат истото дело.
Сметаме дека првата детска амбасада во светот Мијеши смета дека секој вид на информација, дополнителна информација на граѓаните, па дури и на ваков начин преку оваа интернет страница е добре дојдена, затоа што ние со години се обидуваме тоа да го направиме, да ги информираме граѓаните, но да ги информираме граѓаните и да може да знаат каде да се обрадат понатаму, токму поради тоа што ние 20 години обстојуваме и работиме на сите прекршувања на правата на децата, каде што тука спаѓа нели сексуалната злоупотреба. Сметаме дека можеме да помогнеме во формирањето на една ваква страница и со нашите досегашни искуства и токму поради тоа би било пожелно нашиот телефонски број, значи SOS бројот 0801 22 22 да стои на оваа страница за да може да знаат граѓаните каде да се обрадат. Исто така сметаме дека постоењето на регистар каде што ќе бидат забележани сторителите на овие кривични дела би делувал превентивно, значи граѓаните, односно родителите, старателите и наставниците би можеле да бидат упознаени со сторителите на ваквите дела и да знаат како да се ги заштитат децата. Во неодамнешната анализа на 24 вести посветена на педофилијата, психоаналитичарот Сонја Алексик Вуковиќ нагласи дека педофилијата е неизлечива појава, која не е болест, туку е дел од човечкиот карактер. Таа исто така се согласува дека треба да има некој вид на јавно достапен регистар на педофили. Загрижувачки она што го кажавте дека педофилијата не може да се лекува. И значи чим не може да се лекува, доаѓаме на крај до казните. Да, единствен начин. Но ако меѓутоа не казната не превентива, делува, не. казната не За жал делува. не. Значи казнувањето не го смалува воопшто тој некој страф, еве да кажеме, да имат некаков страф од казна. Не. Значи по излегувањето затвор он не може да биде коригиран психолошки никако. Не. Затоа што овде треба, знаете каква психотераписка, некоја аналитичка, реконструктивна терапија, ама за да го добиеме човек во психоаналитичка психотерапија која е реконструктивна, треба да има мотив. Он нема мотив. Значи овие луѓе немаат мотив затоа што проблемот им е егосинтон, они не го доживуваат како проблем. Они лично не го доживуваат како проблем. Разбирате, нити имаат чувство на вина. Тоа ако некој кажува дека они имаат чувство на вина или се кајат, нема врска. Психолошки не е точно. Не е вака. Едноставно да кажеме дека се тоа особи кои се поинфантилни во своите релации и во начинот на кој создаваат релации и во тоа какви им се целите, нели? Меѓутоа реков интелектот не е загрозен, така да они се работи за интелигентни особи кои апсолутно тоа може да го прикриваат, нели? И да се вклопуваат во шемата социјална како тоа треба да изгледа. Тука се работи за одредени слабости на его структурата, значи они вообичаено човек кој успеал до крај да го заврши својот развој, основен механизам на одбрана му е потиснувањето. Они немаат можност за потиснување. И гледате, нагоните не им се неутрализирани. Они подлегнуваат на нагоните. Оно што е карактеристично за парафилијата, дека она не може со волја лична да се спречи. Значи, така да и казнувањето исто така не ја смалува можноста за не влијае казнувањето на овие личности. Не. И лекувањето е не тешко, него е невозможно. Значи не постои лекување. Значи кој ни е изборот? Они се неизлечиви, не постои Па углавном начин... се неизлечиви. Да, неизлечиви. Мислам можам тоа баш овака да го кажам. Значи тоа е онака кажано дел од карактерот. Едноставно да, не може да се избрише. Пореметувањата на личности углавном се однесуваат значи на карактерни особености. Докторки, имаме, значи општо е познато дека во Америка педофилите се обележани и дури нивната локација и нивното живење може да се најде на интернет. Секој може да види дали во нивното соседство живее некој педофил. Так. А они самите се обврзани да ја сменат, да ја пријават новата адреса. Мислите дека тоа е добро? Тоа би било добро. Во секој случај сигурно би имало повеќе ефект од ова што сега овдека не може ништо да се направи. Знаете, со тоа тука би можеле да зборуваме за човечките права и сето тоа. Па таа е главната дилема е во однос на човековите права, дали се нарушуваат или не, но треба да бираме.
Сепак сметам дека една поголема свесност, поголема едукација, поголема информираност, поголем ангажман на семејството и на школскиот систем, менување на односот кон децата, да ги сватиме како личности, не како некои кои манипулираат или сакаат да се извлекуваат, мислам дека би дало подобри ефект. Тоа беше се во вечерашната емисија посветена на педофилијата и на дејствата на надлежните органи посветени на борбата против неа. Дали надлежните успеваат во тоа, оценете сами. Загрижувачки е само што бројот на педофили расте, а дали новите мерки на властите ќе донесат некоја промена останува да се види. Пријатна вечер, останете на оваа фреквенција, наскоро се најновите вести.